Од денес забрането е групирање на отворено на повеќе од 4 лица по 22 часот, а казната за непочитување на оваа мерка е 500 евра. Најновите измени на Законот за заштита на населението од заразни болести, кои предвидуваат високи казни, од денес ќе ги санкционираат и оние лица кои на отворено нема да имаат заштита на лицето. Штипската јавност смета дека законот е сосема во ред и дека секој треба да носи маска и кога е на дистанца и кога е сам на отворен простор, а за висината на предвидените казни сметаат дека е мала и дека санкциите треба да се уште поригорозни. Треба 100 да бидат. 100. Зошто? Затоа што според мене и повеќе луѓе што размислуваат како мене, од ваа генерација ние, кажуваат дека претежно младите го пренесуваат, короната ја пренесуваат. Има многу случаи кај што од фамилија, роднини, ако еден од младите зафанат со корона, страдат оние што се со хронични болести. Шекераши, диабетичари. Кој не се плаши денес? Жив човек се плаши, во е невидлива болест. Не можеш ни да откриеш, ни да видиш што е кој. Чак има жената пред 3 месеца беше прележала од корона, ја мора во карантин да бидеме, и она самата не знае, вика, одам од тамо до јајата, земам геврек, одам у музеја, па се враќам, вика, не знаеш. После доктори срученици горе од инфективно вика дека понекогаш го пролаз одеш, вика, зависи од тај што е преносителот, колку е јако и спрема тебе. Треба да се почитува и казна треба да биде уште повисока. Зошто мислите? Затоа што народот воопшто не почитува уредбата за носење на маски, за заштита од оваа епидемија што го зафати целиот свет. Па мислам дека во однос на другите општини, дали е дисциплина или не, се гледа спрема бројот на заразени од короната. Исклучок од оваа мерка се лицата што активно спортуваат, децата под 6 години и лицата со посебни потреби. Носењето маска не е потребно при возење во приватно патничко возило, ако возачот е сам или со лице кое живее во заедницата, при престојување во двор во семејна куќа, со лица од истата семејна заедница или пак во угостителски објект каде што се приминуваат специфичните протоколи за заштита. Овие мерки досега беа приминувани, но и практикувани во случај кога некој од семејството боледува од коронавирусот. Дел од овие искуства се споделуваат со цел да се нагласи значајноста на превентивата и здравиот начин на живот. Рана мене не ме фана. Далеот и многу пешачам, лимони многу јадам, со вода и лимони секој ден по 2-3 лимона со вода. И викат некој дека и витамин С доста помага. Мене ништо не ме фана, не ме прифана до сега. И вие бевте тестирани? Не, они вика симптоми имаш и не ме тестираа. Дали нема тестови, што е работа, гледам дека има проблеми со тестовите, али помина ни глоболки, ни температури, ништо. Измените на законот предвидуваат и забрана на групирање повеќе од 4 лица на јавен простор после 22 часот, како и задолжителна самоизолација од моментот на закажување на тестот до добивањето на резултатот. Во случај тестот да е позитивен, лицето останува во изолација. За прекршителите на членот од законот што ја регулира самоизолацијата е предвидена казна од 50 евра, за неносење маска казна од 20 евра. Ова се дел од ставовите на жителите на градот во кој сепак се практикува мирниот и послушен менталитет. Короната и постојаното медиумско бомбардирање на јавноста, воведувањето на ригорозни законски мерки во изминатите 9 месеци предизвикува инциденти во светот. При обид да воспостави ред, припадник на обезбедување во Чикаго, кога од една жителка побарал да стави маска и средството за дезинфекција на раците пред влезот на маркет, се здобил со 27 убоди од нож. Според штипјани, ова не е карактеристично за македонскиот менталитет. Кај нас мислам дека тоа не се случува. Тоа само слушаме во Америка, во Бразилија и натаму. Ја имам среќа да гледам на тај Black Friday, кој 2 црнки за еден фен испотепаа си, таа едната вика на сини, синко дојди на англиски. Кам ќе удри една песница на ваа. За еден фен од $10. Значи кај нив има многу проста раја. Доста просто. Има. Тоа е и насилство. За насилство обед да направиме. Иако се работи за инцидентни случаи, пораките на лекарите кои се грижат за менталното здравје на населението се однесуваат на тоа да функционираат поедноставно, да не подлегнуваат на притисоци и сосема совесно да го практикуваат она кое законски од нив се бара.